Горан, има. Кои се пресметките сега со овие недостатоци? Актуелниот и поранишниот министер за транспорт и врски Горан Сугарески и Владо Мисајловски влегоа во дебатниот ринг на ТВ21 и ги соочи аргументите. Главното прашање се однесуваше на тоа кој ќе сноси одговорност за автопатиштата во изградба, околу кои се слуша за неколку афери. Сугарески обвини дека ВМРО ДПМН свесно ги криеле недостатоците и проблемите и дека роковите за изградба нема да бидат запазени. Зошто ни еднаш не излеговте во јавност и не кажавте дека стварно серија проблеми, големи пропусти во целокупната ситуација има? Ако мислам дека тоа немало да биде за вас алиби, ќе сте соопштили на јавност. Меѓутоа, очигледно како и за многу други работи, Никола Груевски сакаше да каже дека се функционира во оваа држава. А излегуваат сега на површина не само во нашава област тука, туку во еден куп други области проблеми. Поранишниот министер Мисајловски пак смета дека дел од обвинувањата се паушални без никаков доказ. Тој повика да се направи ревизија на проектот. Ако има нешто неосновано и дека некоја количина е дополнително утврдена без да има никаков доказ, без да има оправдани количини, тоа се слагам со вас, апсолутно цела ревизија, сите институции нека се пријави веднаш, нека се провери дали е тоа така. Но паушално да се каже дека е утната автопатот, дека ништо не се работи, а на терен се работи. Тоа можеби е намалено темпото, не викам не. Поради сторени грешки и несоодветни договори при изградбата на патиштата, се смета дека од буџетот на државата ќе треба да се одлеат уште големи суми пари како дополнителни трошоци.